Почитувани представници на медиумите, стратешка цел на ВМРО ДПМН е намалување на невработеност и создавање на можности за вработување на младите лица. Тоа го потврдуваме со ветувањето кое го даваме на граѓаните, дека идната влада на ВМРО ДПМН ќе отвори 64.000 нови работни места и намалување на стапката на невработеност на 22%. Во овој контекст предвидуваме низа мерки за поттикнување на вработувањето на невработени млади лица во Република Македонија. Мерки кои се офатени во изборната програма на ВМРО ДПМН. Можноста за ослободување од плаќање на социјални придонеси на работодавачите кои што ќе вработат младо лице до 29 години е мерка која треба да стимулира вработување на невработени млади лица со полно работно време, а за самите работодавачи представува олеснување и поддршка затоа што државата ги намалува трошоците за ангажирање на работен кадар, односно ги ослободува од трошоци кои што можат да ги задржат и да ги употребат за друга функција за развој на бизнисот. При тоа е предвидено ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и тоа: придонес за пензиско инвалидско осигурување, придонес за здравствено осигурување, придонес за осигурување во случај на невработеност. Ослободувањето од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување на месечна основа се однесува до просечна бруто плата за претходната година за период од цели 12 месеци, сметано од денот на вработувањето на младото лице. Покрај ослободувањето од социјални придонеси, работодавачот е ослободен и од плаќање на персонален данок на доход за тоа лице. Можност за што веќе постои законско решение. Вкупните даночни ослободувања за работодавачите изнесуваат 27% по основ на социјални придонеси и 10% персонален данок на доход, односно ослободување од цели 37%. Обврската на работодавачот е да го задржи лицето дополнителни 12 месеци на работа, по истекот на периодот во кој што е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување. Треба да се истакне дека ослободувањето од плаќање на социјални придонеси и персонален данок на доход важи и за само вработување на млади лица до 29 години. Почитувани, во функција на успешно спроведување на политиките и програмите за вработување, владата, предводена од ВМРО ДПМН, на годишно ниво носи оперативни планови кои вклучуваат програми и мерки со цел активација на пазарот на трудот, креирање на нови работни места преку стимулирање на побарувачката на пазарот на трудот, усогласување на понудата и побарувачката на работна сила. Во периодот од 2007 до 2013 година, преку активните програми и мерки за вработување, се офатени 54.958 невработени лица и се постигнати 30.524 вработувања. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, ќе донесе посебен оперативен план за активни програми и мерки за вработување за млади 2015-2016 година, кои ќе имат за цел намалување на невработеност, зголемување на вработливоста на невработените млади лица и јакнење на конкурентност. Во оперативниот план ќе бидат дефинирани видот на програмите и мерките за вработување, целните групи, потребните средства и изворите на средства, како и субјектите надлежни за имплементација на истиот. Со оперативниот план за активни мерки за вработување на млади ќе се вработат над 3.000 невработени млади лица и за него е предвиден буџет од 150 милиони денари. Мерки кои се предвидени да се реализираат со оперативниот план за вработување на млади 2015-2016 година се: програма за вработување прва шанса. Поддршката ќе се обезбеди за евидентирани невработени млади лица со завршено високо образование до 29 годишна возраст, за истите да се стекнат со одредени практични знаења и вештини и да станат конкурентни на пазарот на трудот. Субвенционирањето на вработување ќе се врши по моделот 3+6, кој предвидува 3 месеци субвенционирано вработување со полно работно време и 6 месеци обврска за работодавачите да ги задржат на работа. Со оваа програма ќе се субвенционираат до 1000 лица во време трајање од 3 месеци во износ од 13.000 денари месечна бруто плата. Програмата за самовработување. Оваа програма ќе се реализира преку обука на заинтересирани невработени лица за претприемништво, изготвување на одржливи бизнис планови, помош при регистрација на сопствен бизнис,
и финансиска поддршка за започнување на бизнисот или финансиска поддршка за формализација на постојани бизниси на млади невработени лица. Со програмата ќе се субвенционираат 200 невработени лица, а грантот за самовработување по лице ќе изнесува 211.210 денари. Субвенционирано вработување на млади лица. Со оваа програма се обезбедува финансиска поддршка за секое вработено младо лице во износ од 13.000 денари месечно за бруто плата за период од 6 месеци, а обврска на работодавачите е да ги задржат младите лица најмалку 12 месеци по завршувањето на субвенцијата. Со оваа програма ќе се субвенционираат до 1000 невработени млади лица. Практиканство на млади лица. Целта на оваа програма е зголемување на вработеноста на младите невработени лица, со што се овозможува тие да бидат поподготвени да се вклучат на пазарот на трудот, односно подобар трансфер од школа на работа за младите лица. За спроведување на оваа програма се исплаќаат по 6.200 денари за лице месечно со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување во период од 3 месеци. Со програмата ќе се субвенционираат до 2000 невработени млади лица. Исто така, ќе се овозможат и поголеми поволности за вработување на млади преку програмите за самовработување со кредитирање и програмите за поддршка за вработување во микро и мали компании на млади лица до 29 годишна возраст. Имено со првата програма за самовработување со кредитирање на млади лица за сите млади до 29 години кои сакаат да се самовработат, ќе им се обезбеди можност за подигнување на поволен кредит во износ до 7.000 евра со грејс период од 18 месеци и период за враќање од 66 месеци. Оваа можност ќе може да искористи носителот на предпријатието, додека пак за секој нов вработен до 5 вработени, доколку се од истата група на млади до 29 години, ќе може да се добијат дополнителни средства во износ од 4.000 евра за секој нов вработен или вкупен максимален износ од 23.000 евра со каматна стапка од 1% на годишно ниво. Со програмата за поддршка на вработување во микро и мали компании на млади лица до 29 годишна возраст ќе се обезбеди можност работодавачите кои што ќе учествуваат во програмата да добијат поволен кредит во износ од 4.000 евра за секое ново вработено младо лице до 29 години или вкупно за вработување до 3 лица во износ од 12.000 евра со грејс период од 1 година и 2 години рок за враќање на кредитот со каматна стапка од 1% годишно. Почитувани, со овие предлог мерки ВМРО ДПМН ја покажува определбата дека државата има свој интерес во креирањето на работни места за младите, бидејќи тоа е суштински елемент во создавање на посилна економија и градење на амбиент на можности и демократски вредности. Ние нудиме конкретна програма со конкретни мерки и рокови. Нашата понуда е јасна и концизна. Граѓаните тоа го знаат да го препознаат и на престојните избори ќе направат разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Ви благодарам.